Добар ден и добре дојдовте на оваа важна панел дискусија за забрзана дигитална трансформација во Македонија. Живееме во ера во која дигиталната трансформација не е само избор, туку неопходност за економски раст, иновација и глобална конкурентност. Македонија прави чекори во усвојување на дигиталните технологии во индустриите, владините институции и образованието. Сепак, како што напредуваме, мораме да се запрашаме себеси кој има корист од оваа трансформација. Дали сме сигурни дека жените и мажите имаат еднакви можности да учествуваат, придонесуваат и да бидат лидери во оваа дигитална револуција. Родовата компонента во дигиталната трансформација не е само еднаквост, туку е тема за отклучување на целиот потенцијал на нашата работна сила, поттикнување на инклузивни иновации и осигурување дека технологијата им служи на сите. Сепак треба да оставиме компетенциите да го имаат последниот збор со цел избор на што посолиден кадар. Денес имаме истакнат панел на експерти, креатори на политики и индустријски лидери кои ќе ни помогнат да ги истражиме предизвиците, можностите и практичните решенија за да направиме дигитална трансформација во Македонија побрза, поефикасна и полово инклузивна воедно. Ќе разговараме за дигитални можности, најдобри практики и успешни приказки кои можат да инспирираат иднина во која технологијата ги поттикнува сите без разлика на полот. Прашањата ќе бидат подолги, меѓутоа одговорите ќе бидат во една итерација заради нашето ограничено време. Ќе почнеме со деканот на ФЕИТ, професор Атанасовски. Почнуваме за иновациите. Честитки на отварањето на првиот европски дигитален иновацијски хаб InnoFate EDIH во нашата држава. Со ова Македонија станува дел од европската мрежа на дигитални иновацијски хабови, создавајќи нови можности за студентите, компаниите, јавните институции, истражувачките организации и за поддршка на нивната дигитална трансформација. Може ли да ни доловите поточно за какви можности станува збор, начинот на кој може да се добијат услугите, како и очекуваниот придонес кон целокупната дигитална трансформација на општеството, и како може да се зголеми меѓународната соработка и вмрежување на домашните ентитети преку активностите на ЕДИХот? Дали ЕДИХот е дел од мрежа на европските дигитални хабови? Благодарам. Најпрво да ја поздравам публиката, ви благодарам за поканата да учествувам на овој денешен настан и да бидам дел од ваков извонреден панел со соговорничките на сцена овде. Значи, јас сум во својство на декан на факултетот, кој што е вклучен во рамките на InnoFate како Европски дигитален иновацијски хаб. Најпрвен Европски дигитален иновацијски хаб е мрежа, односно конзорциум од 11 партнери, географски распространети на територијата на цела Македонија, предводен од страна на InnoFate. Вклучени се повеќе јавни државни универзитети, компании, комори, се со цел да се обидеме да го активираме четворниот хеликс во насока на дигиталната трансформација на општеството. Главниот фокус се поддршка на процесот на дигитална трансформација на малите и средни предпријатија и јавните институции во Македонија. Станува збор за проект кофинансиран од Дигитална Европа, за што имаме добиено соодветен грант, меѓутоа 50% учествува и државата во овој проект, затоа што навистина верува во него и уште еднаш изразувам голема благодарност до Министерството за дигитална трансформација што не поддржува во овие наши напори постојано. Она што е карактеристично за ЕДИХот е што нуди 4 главни столбови на услуги. Тоа се развој на прототипни решенија, така наречени proof of concepts за компании и јавни предпријатија. Потоа нуди обуки, значи на англиски upskilling and training, и тоа специфични обуки кои што се потребни за индустријата во насока на дигитална трансформација. Потоа организира настани за вмрежување и поврзување на сите активни чинители во екосистемот и конечно им помага на компаниите да обезбедат дополнителни средства за финансирање преку така наречениот механизам Access to Finance. Значи ова се 4 главни елементи кои што ги поддржува секој европски дигитален иновацијски хаб. Тоа го прави и нашиот InnoFate EDIH. Започнат е проектот на 1.1.25 и во овој прв квартал од првата година се привршуваат каталозите кои што наскоро ќе бидат објавени на веб страната и сите заинтересирани страни ќе можат да се пријават и да започнат
интензивна соработка со ЕДИХ-от. Напоменувам она што го прави атрактивен и за компаниите и за јавните институции, што сите услуги се бесплатни. Односно се бесплатни за македонските чинители, затоа што се покриени, како што напоменав, 50% од европски средства, 50% од домашни средства. Во контекст на областите кои што ги покрива, одлично се поклопува со темата на овој панел, затоа што идејата е да се забрза дигиталната трансформација, а решенија базирани на вештачка интелигенција се дефинитивно еден од фокусите, покрај решенија базирани на пресметки со високи перформанси и сајбер безбедност. Истовремено ги поддржуваме сите пилари кои што се во стратегијата за паметна специјализација, така да се обидуваме да се наметнеме како чинител кој што ќе биде посредник помеѓу соработката со компаниите и поддршка во нивниот процес на дигитална трансформација. Во контекст на прашањето за вмрежување, вчера подпишавме, например, договор со ЕДИХ од Универзитетот во Констанца, во Романија, затоа што една од главните идеи на мрежата на ЕДИХ-овите, од која што сме сега и формално дел, е вмрежувањето помеѓу ЕДИХ-овите и проширено портфолио на услуги за сите заинтересирани страни, во смисла, ако не може некој од нашите партнери локално да понуди услуга за компанија на која што тој е потребно, ни стојат на располагање сите ЕДИХ-ови во цела Европа, преку кои што можеме да дојдеме до услуга која што можеме да ја обезбедиме. Така да, ова е еден апел, бидејќи од искуствата на сите ЕДИХ-ови кои што ги имаме досега, некако треба повеќе да се рекламираме и да се наметнеме, значи уште еднаш потенцирам дека може да се обратат слободно кај нас сите заинтересирани страни за да помогнеме во рамките на нашите можности во процесот на дигиталната трансформација. Дека не благодарам за сите одговори, да со една реченица да кажеме дека сте one-stop shop за иновации во нашиот делокруг во моментов, каде што може да се направат и proof of concept, и обуки, и настани, и access to finance активности да се побараат и да се побараат поддршки. Едно подпрашање, каков тип на ентитети се подобни да бидат дел од каталозите за пријава, да пополнат каталози за пријава? Значи, мали и средни предпријатија и јавни институции. Така да, дефиницијата што е за мали и средни предпријатија важи овде, како што се ограничувањата реално. Одлично. Повелете, колеги, вие што сте подобни, можете веќе да ги започнете вашите апликации. Навистина е големо достигнување, бидејќи Македонија долго време се бореше за да постави еден ЕДИХ. Еве, тука министерот го погледнувам, благодарност и до државата за помошта. Навистина ја препозна во тој момент кога беше спремна академската заедница да го подбутне финалниот чекор. Господја Катерина, да преидеме малку на банките, на финансискиот сектор, кои имаат клучна улога во економијата и во секојдневниот живот на луѓето. Во изминативе години, банките значајно се променија, прилагодувајќи се на новите технологии и очекувања на клиентите. Од ваша перспектива, зошто се важни банките и како тие го олеснуваат животот на луѓето и бизнисите? Кои се клучните трендови во банкарството денес? Кога станува збор за дигитализацијата, вашата банка е, би рекле, пионер во овој сегмент. Како вие лично гледате на овој процес кој се одвива со огромна брзина? Какви се преференциите на клиентите при користење на банкарските услуги? Добар ден и од мене, до сите. Благодарам за поканата да учествувам на овој панел. И пред да започнам, навистина сакам да упадам една искрена честитка до вас за ова што го објаснивте претходно и навистина сум радосна што слушаме вакви работи и очекувам дека во иднина со нетрпение сите ќе поддржиме ваков тип на проекти и заедно некако ќе чекориме кон ова што ни се случува, таа ера на дигитализација, затоа што се додека не зачекориме заедно, мислам дека и било каква имплементација или било каква новина нема да можеме да изнесеме сами. Би посакувам навистина многу успеси. Во однос на прашањето, да, добро кажавте, банките се столб на економијата, но јас би рекла едни од оние кои што ја креираат стабилноста на економијата, заради тоа што банките навистина не само што ја креираат економската стабилност, финансиската стабилност, меѓутоа би рекла дека се и еден од главните двигатели на економскиот раст и развој. Во нашето делување имаме навистина и придонес исклучителен во делот на креирање на индивидуалната благосостојба,
не само преку услугите кои што ги нудиме, кои што навистина овозможуваат функционирање и остварување на сите животни проекти кои што ги имаме и ние како физички лица, меѓутоа и компаниите, но и од друга страна преку навистина голема посветеност за креирање на нивото на финансиска едукација на населението и на компаниите, кое што е навистина неопходно за да може да чекориме кон раст и развој. И би рекла со еден збор дека оно што ние го правиме навистина веќе излегува од онаа класична дефиниција која што сите сме учеле, што е банка. Банка е институција која што прибира депозити и дава кредити, така да со целокупното делување веќе навистина е проширен тој опсек и особено кога веќе зборуваме за улогата на банките како институции во економијата и во општеството, би сакала да споменам дека сум и навистина горда што голем дел од активностите се фокусирани и во делот на одржливиот раст и развој, во делот на развој на економијата преку разни видови на проекти со кои што се поддржува и локалната заедница, разни видови на иницијативи, меѓутоа би рекла и одреден сегмент на ранливи категории кои што ги имаме во државата. Меѓутоа, ева да преминам и на онај друг дел, некој клучниот бизнес, односно клучното делување на банките и како тоа придонесува. Нели, банките се едноставно неминовност. Јас не познавам речиси никој да не користи услуги на минимум една банка. Така да ние сме составен дел на секојдневието и животот. И во овие услови во кои што навистина динамиката на животот е се по-интензивна, технолошкиот раст и развој е се по-присутен и глобализацијата веќе наметнува некои нови потреби. Главниот придонес на банките се состои во суштина во дигиталните услуги кои што ги нудат и на некој начин им овозможуваат на луѓето и на бизнисите да функционираат навистина многу полесно и ефикасно. Односно, со дигиталните услуги на некој начин се надминуваат оние бариери кои што сме ги имале некогаш, а кои што се однесуваат на физичкото присуство или пак некогаш и на часовните разлики, кои што представувале некој вид на пречка во работењето. Практично сега сите ние имаме телефон кој што го носиме секаде со нас. Дали е тоа добро или лошо, не знам, меѓутоа навистина функционираме така. Во телефонот е нашата банка. Тоа ни овозможува да имаме навистина постојан увид во нашите средства, да ги извршуваме сите трансакции кои што треба да ги реализираме, да поделиме сметка со пријател, да платиме, да управуваме со нашите финансии, па дури до она да можеме, доколку имаме потреба, за многу кратко време и да обезбедиме некоја финансиска поддршка во вид на некој кредит. Така да навистина ни се олеснува секојдневието и животот и во суштина накрај, ако можам да заклучам, се сведува на тоа да ние банките навистина со тие дигитални услуги овозможуваме брзи, ефикасни и квалитетни решенија за извршување на активностите и потребите, завршување на потребите на нашите клиенти. Меѓутоа тоа не е се. Во банкарската индустрија, па би рекла и во голем број на други индустрии, односно во сите индустрии, покрај дигитализацијата веќе сме фокусирани и на имплементација на роботика, на вештачка интелигенција, на машинско учење, на автоматизација на сите процеси, се со цел да обезбедиме повисоко ниво на ефикасност, оптимални процеси, да креираме можност за понуди на нашите клиенти соодветни на нивните потреби и да работиме малце повеќе фокусирано на зголемување на бенефитите кои што ги имаат клиентите од нас банките. Изборувајќи на оваа тема за дигитализација, дигитални услуги и што све ние правиме, јас би сакала да напоменам дека имаме огромна одговорност и обврска, ние банките, меѓутоа и сите наши соработници и партнери, кога зборуваме за дигитализација, навистина да овозможиме и да обезбедиме навремена и квалитетна поддршка на сите наши клиенти за користење на дигиталните услуги и нивна едукација, бидејќи самото дигитално решение не ни осигурува на нас користење на услугата и производот, ниту пак ниво на задоволство кое што сите сакаме да го постигнеме. И за крај би рекла дека за се ова да го направиме, повторно како и на почетокот, треба да делуваме сите заедно, свесно и совесно и да ги увериме нашите клиенти дека дигиталните производи и услуги се сигурни,
заради тоа што би говорила од името на банките, ние посветуваме огромно внимание и одговорно стоиме позади сите тие решенија со цел да осигураме сигурност на нашите клиенти, на нивните средства и на нивните податоци. Во однос на вториот дел од прашањето, да, би рекла НЛБ навистина беше пионер во многу работи од делот на дигитализација, и ќе продолжи да биде, заради тоа што во оваа дигитална ера, каде дигитализацијата е дел од нашите стратегии, и НЛБ банка има план во наредните 5 години навистина да направи огромна дигитална трансформација. Во таа дигитална трансформација, во суштина, ние треба да креираме one-stop shop за сите производи и да овозможиме да имаме банка на дланка за сите наши клиенти преку тие решенија, затоа што наше искуство до сега се покажа, например, дека мобилната апликација е навистина нешто што е приоритет на нашите клиенти, заради тоа што ние имаме клиентска база каде веќе 70% од клиентите ја користат таа мобилна апликација и едноставно се сведува тоа на едно место да се обезбеди можност за користење на сите услуги кои што се потребни на клиентите. Сето ова овозможува поголема брзина и ефикасност, овозможува, дава значајна поддршка и на бизнисите за олеснување нивното секојдневие, за оптимизација на ресурсите кои што ги трошат моментално во делот на финансиска администрација и секако да може да се фокусираат повеќе на делот на развој на своите стратегии. Она што досега беше направено се оди во таа насока, разни видови на решенија за олеснување на секојдневието и ќе продолжиме да делуваме во таа насока. И на крајот би сакала само да кажам дека бенефитите ќе ги користиме сите ние, доколку успееме ова да го имплементираме на правиот начин и доколку тоа креира навистина едно големо корисничко позитивно искуство. Катерина, многу ви благодарам. Банка на дланка. Запамтете, пошто кон тоа се стремат банките и тоа е навистина одличен стремеж заради кој што корисниците ваши ќе бидат пресрекни. Нина, зборуваме за банки, плаќање преку банки. Трите главни пилари на Алијансата народова еднаква се еднаква застапеност, еднаква плата и еднакви можности. Како дигитализацијата им ги овозможува и унапредува на жените овие барања и можности? Дали верувате дека преку дигитализирани процеси во општеството, жените ќе бидат во можност полесно да дојдат до еднакви плати, унапредувања и во склоп на своите кариерни патеки, особено да дојдат до унапредување на менеџерски позиции? Не можеме и не сакаме да ја занемариме твојата удлога како председателка на Асоциацијата за e-трговија, која вмрежува редица на домашни странски компании чии бизнис модели се базираат исклучиво на дигитални платформи преку дигитални алатки и дигитални плаќања. Дали би можеле да ни представите преку бројки на кратко колку динамични конзумери преку интернет се мажите, а колку жените? Фала Куп на прашања, се што сакаш одговори, 5 минути имаш. Да, добро, на почеток мислам дека најави дека ќе бидат прашањата подолги или слични со одговорите, а бидејќи во последниот дел ми најави дека сакаме да споделиме некои податоци, нели? Затоа и сум со некои, да кажем, интересни бројки на тема на последното прашање. Вака, прво, мислам дека без дигитализација нема прогрес на ниту едно поле, па ниту на полето на родова еднаквост и тука треба да сме нели на чисто. Сега, зошто е важна родовата еднаквост, бидејќи сме на настан кој што е коорганизиран од Women on Board Adria. Значи, еднаквоста и вклученоста на жените, дали е тоа на менеџерски позиции, дали е тоа во сите процеси, најмногу во процесите на одлучување, во креирање на политики, е важна затоа што едноставно еднаквоста значи можност за подобри резултати и побрз прогрес. Тоа не затоа што жените се подобри од мажите, туку затоа што се различни и сите носат своји перспективи, своји квалитети и затоа бројни студии покажуваат дека тимовите кои што се еднакви или каде што има поголема застапеност на жени, перформираат подобро, односно носат подобри бизнис резултати за компаниите. И сега ако знаеме дека е важна, и сите сме свесни дека е важна родовата еднаквост, на почетокот беше кажано и во поздравните обраќања дека многу бавно, нели тоа не оди, затоа се вика и настанов accelerating или забрзување на секоја поле не е потребно, па и на полето на дигитализацијата.
Инаку дигитализацијата е решение за бројни проблеми, како што е корупција, бројни прашања со кои што се соочуваме, така е и може да биде решение, односно двигател и за родовата еднаквост. Дигиталната револуција носи бројни придобивки, како што е подобрување на благосостојбата, забрзан економски раст. Меѓутоа, и покрај сето тоа, и покрај бројните интервенции, напори, сепак се уште постои значајна нееднаквост кога зборуваме за дигитален родов јас. Значи, за да може да ги искористиме придобивките, треба да имаат еднаков пристап и мажите и жените до придобивките и можностите што ги носи дигиталната револуција, а тоа гледаме дека се уште не е така. Што е главната пречка? Инаку, неодамна, бидејќи сум амбасадор во едно тело на Обединетите нации, UNCTAD, неодамна работев на еден policy brief глобален за испитување на кои се главните предизвици за конкретно беше жени предприемачи, меѓутоа и за жени глобално. Се надевам дека сите ќе се сложите дека предизвик број 1 се предрасудите. И тоа дали е за, се надоврзувам на второто прашање, дали е тоа за жените да напредуваат на менаџерски позиции, дали е тоа за какви работи одбираат да работат, значи се работи за длабоко вкоренети културолошки норми, предрасуди од мали кои почнуваат и после тоа перзистираат. И предрасудите ќе најдат начин да обстојат и во дигитални процеси. Значи дека дигитализацијата може да подобри многу работи, може да подобри непристрасно одлучување, не знаете кој седи позади компјутерот, нели од една страна, меѓутоа сепак предрасудите наоѓаат начин да обстојат. Дигитализацијата не би рекла дека е толку решение за предрасудите можеби повеќе треба да ги искористиме сите механизми кои ги имаме на располагање, а во меѓувреме за да видиме прогрес, меѓу механизмите се и квотите. Значи пред неколку години кога разговарав на оваа тема да ме прашаа дали сум за квоти, секогаш викав дека не сум толку поборник за квоти. Меѓутоа од денешен аспект, после кога гледаме колку бавно се движи, има една изрека што од една жена, не знам каде ја сретна во Америка, што разговараше, вика подобро да сум вработена за тоа што сум жена, отколку да не сум вработена за тоа што сум жена. Значи, квотите овозможуваат да имаме прогрес и да има се повеќе вклученост жени на повисоки позиции. Во Македонија инаку ситуацијата е 22% согласно последни податоци има жени на извршни позиции. Европа агендата, односно целта или квотата поставена е 33. Значи тука не сме лоши. Извинете, Европа е 22, Македонија 31, значи близу до целта на Европа. Доказа дека квотите донале резултати се и извадив некои интересни податоци од во парламентот. Значи пред 2000 година од помалку од 7% учество на жените во парламентот, по законските измени во введување на квоти дека треба да е 30%, скокнува на 17,5% и после над 30% вклученост на жените во парламентот, што значи дека сакале или не сакале да признаеме дека квотите реално носат резултати и дека како такви се еден од механизмите. За крај на ова рунда на прашања имаше едно подпрашање во улога на Асоциација за трговија како стојат бројките мажи жени, нели какви конзумери се. Генерално, ако зборуваме за поврзаност на интернет, слична е состојбата, односно 92% се поврзани мажите, користат интернет, односно не се поврзани, а 90% жените. Што значи дека добро, близко сме ако гледаме во користење на интернет согласно последни достапни податоци на ДЗС. Но мажите пак повеќе го потребуваат интернетот за некои попродуктивни работи, како што е продажба онлайн на производи и услуги, или 18,6% спрема 8,8% жените. За интернет банкарство исто повеќе користат мажите, бидејќи нели сме на Finance Talk и публиката е генерална од банкарската фела, че 33% мажите спрема 37% жените. Според податоците пак на Евростат, тоа беа понови податоци, последни на Евростат 2024, ова се 2021 сега. Само 36% од жените имаат основно ниво на дигитални вештини, додека мажите имаат повеќе. Значи се повеќе дигитално спремни, или 43%. Дигиталниот јас инаку се одразува и кај финансиските услуги. Според Финдекс, податоците ова се последни достапни за 2021, пак 80% од жените на возраст над 15 години имаат сметка, додека 91% од мажите.
И уште кога станува збор за финансиска инклузија, 55% од жените поседуваат дебитна или кредитна картичка, додека 64% од мажите, значи повеќе мажи. Сега малце ова се податоци можда повеќе кај Катарина одговара, ама еве јас ги имам при рака и ги извадив. И последно 69% од жените направиле дигитално плаќање, 80% од мажите. Значи гледаме дека постои се уште јас и во и дигитален јас и во кај финансиската инклузија имаме уште многу работа. Многу благодарам. Нина, бројките ќе треба да им ги предадеш на организаторите, зашто сите ќе сакаме да ги погледнеме малку поблиску. Тања, доаѓаш од ИКТ секторот и заради тоа ќе поразговараме малце на потехнолошка тема, АИ, уствари темата која што денеска ја имаме на панелот заедно со останатата тема дигитална трансформација. Кој е вашето лично искуство од користење на истата, кои се придобивките за вас и вашите колеги и како гледате на стигмата дека АИ ќе укине куп работни места во многу технолошки зависни сектори? Дали треба да се плашиме од тоа или треба да се обидеме да се оплемениме со нови знаења и да ги искористиме за наше лично надградување и поголем придонес во работниот ангажман и секојдневната ефикасност? 3 минути, Тања. 3 минути, окей. Благодарам прво до организаторите што ве вклучија на настанот и некого од ИКТ заедницата. Јас и деканот ги браниме боите на нашата индустрија овде. Ќе се обидам преку лично искуство и примери малку да ви ја доближам ка вештачката интелигенција и што се случува во тој домен. Јас работам во компанија која што исклучиво функционира на глобално ниво и како компанија сме сериозно ориентирани кон следење на најновите технолошки трендови и сме во еден потесен круг на фирми партнери на Microsoft, така да имаме можност да и пристап до технологии кои што не се ни воопшто достапни на пазарот за користење, а ние можеме да ги користиме. Ние од IT секогаш кога има нова технологија, прво ја применуваме и користиме кај нас, во нашите фирми, во нашето работење, за да можеме да ја научиме, да осознаеме и потоа да ја понудиме на клиентите и да ја примениме, како и да правиме различни системи и решенија кои што се потребни на клиентите. Инаку имам искуство и во работа со Banking and Finance, така да ви ги разбирам проблемите и предизвиците што ги имате исто така. Ќе зборувам за примени кои што се мои лични, затоа што верувам дека сите тука ќе се препознаете. Верувам дека сите користите Word, Excel, PowerPoint, користите мейлови. Ние од неодамна веќе имплементиравме после подолго време Proof of Concept едно решение кое што комплетно се интегрира во деловните апликации, значи деловно решение, не е од оние бесплатни вештачки интелигенции, ChatGPT и така натаму, туку решение кое што се вика Copilot и кое што е комплетно интегрирано во Word, Excel, PowerPoint, Outlook и сите други бизнес апликации. И, например, денеска да требаше да држам презентација наместо говор, јас со Copilot ќе направив презентација за неколку секунди. Секако ќе ја доработев малку, но тоа е тоа, ако споредам со претходно, кога ми треба можеби денови да подготвам презентација, драматично се зголемува брзината. Понатаму, ние менаџерите, денот ни е многу исполнет со состаноци, само сме од еден на друг состанок. Оваа алатка мене ми овозможува пред секој нареден состанок да ме подготви за тој состанок, во смисол сите што се поканети на тој состанок да ми ги даде последните кореспонденции, последните документи што се споделени, дури и да извади, вие викаме самари, резиме од тоа што се случувало со тие што ќе бидат на состанокот. Тоа е за мене една феноменална помош, затоа што пократко трае времето за сите тие работи. Има многу уште вакви примери кои што се дел од моето секојдневие веќе, а оваа алатка што ја користиме е базирана на неколку
примени од вештачката интелигенција, кои што веројатно сте ги слушнале, машинско учење е едната од нив, понатаму имаме Generative AI, значи креира содржини, и секако имаме NLP или процесирање на природните јазици, значи разбира што е разговарано на претходните состаноци и во документите соодветно може да предложи активности. Тоа е како јас користам, ваква слична употреба има и во многу оддели како маркетинг, човечки ресурси, правна служба и така натаму. Од друга страна ги имаме нашите инженери кои што на сосема друг начин ја користат вештачката интелигенција. Дел од нив ја користат за пишување на код, проверка на код, потоа ја користат за пишување на техничка документација, нешто што ние најмалку сакаме да го правиме како технички лица, и користат голем број на алатки кои што им овозможува да си ги извршуваат своите работни задачи и да ги даваат услугите кон клиентите. Безбедност и cyber security без алатки модерни со вештачка интелигенција внатре, тоа веќе просто невозможно да се работи. Така да многу голема примена имаме ние и се надевам со тек на време и тој круг ќе се прошири, нема да остане само во IT фирмите. И секако врз основа на вештачка интелигенција изработуваме решенија и системи за нашите клиенти, за нивните потреби и нивните услуги кон нивните клиенти. Така да голем опсег. Вториот дел од прашањето е многу поинтересен, би рекла, затоа што последно време се дигна голема врева околу тоа што ќе ни се случи на сите нас со вештачката интелигенција. До сега сите технолошки револуции, индустријски револуции, ние ги пречекавме со огромно задоволство, среќа, затоа што не ослободува од мануелната, од физичката работа. И тоа беше супер. Сега дојдовме до една револуција која што прави еден атак, напад на умствената работа, а ние сме сите во тој дел. И сега што ќе се случи? Веќе се случува, но и порано се случувало со технолошки револуции да исчезнат одредени професии, така да и сега ќе се случи тоа. Сведоци сме дека професии како графички дизајнери, контент рајтери и така натаму полека се намалуваат и полека ќе исчезнат. Ќе дојде и до намалување на работни места, затоа што брзината која што ви опишав кажува дека помал број на вработени се потребни за работа на одредени активности деловни кои што до сега требало повеќе вработени. Ќе дојде до тоа и ќе се случат нови професии и веќе се случуваат инженери за машинско учење, инженери за дата сайенс и така натаму. Сега што треба да правиме ние? Да прекинеме? Океј, ништо. Јас само би дала како препорака дека секој од нас за личен развој треба да се почне да се овладува вештини и алатки кои што вклучуваат во себе вештачка интелигенција, а бидејќи сите тука сте лидери, менаџери во банки и компании, треба да размислите како вештачката интелигенција и алатките ги примените во вашите организации за да останете конкурентни на пазарот. Натања, препораката е да го прифатиме предизвикот, а кај вас гледам во компанија Copilot е вашето новото нормално. Да. Како што ја завршуваме оваа дискусија, едно е јасно, вистинската дигитална трансформација не е базирана само на технологија, туку и на луѓето. Осигурувањето дека жените и мажите имаат еднаков пристап до дигиталните можности не е само прашање на правичност, тоа е фундаментален двигател за иновациите, економскиот раст и општествениот напредок. Денес слушнавме за предизвиците, но исто така и за инспиративните иницијативи кои го отвараат патот за поинклузивна дигитална иднина во Македонија. Од политички реформи до образование и предприемништво ние мора да продолжиме да работиме заедно, Катерина, владите, бизнисите, едукаторите, граѓанското општество за да ги скршиме бариерите, да ги предизвикаме предрасудите и да создадеме средини каде секој може да напредува во дигитална економија. Иднината на дигитализацијата мора да биде инклузивна, разновидна и правична, бидејќи кога ги поттикнуваме жените во технологијата, лидерството и иновациите го отклучуваме целосниот потенцијал на нашето општество. Нека денешната дискусија биде катализатор за акција и ајде да се посветиме на градење на дигитална иднина каде што никој не е заборавен. Благодариме на нашите почитувани панелисти и на сите вас што денеска бевте дел од оваа дискусија.